кратко, зашто е денешната... Да, кој е целта? Не сум бил, никогаш не сум бил овдека на Државниот Тетовски универзитет и добив покана од страна на раководството, тоа нема некоја посебна цел. Практично сум бил во Штул, овде не сум била, толку пати доаѓам од Тетово и ред е да ги посетам, бидејќи се веќе институција респективилна со една прилично долга историја за себе. Председател, да влеземе во главните прашања. Што ќе се случува ако пак законот за казинава влезе со европско знаме во парламентот? После вчерашната моја одлука не може да влезе со европско знаме. Треба да оди во редовна процедура. А што ќе се случи, како што вика Уставот, со 61 гласа, ако го донесат денес ќе го потпишат. Господине председател, зашто го одбивте законот? Имаме образложение, дадов образложение вчера. Пред месец дена Европската комисија, значи Европска унија од Брисел, праќа писмо до владата. И вели, во процедура во собрание имате закон со кој практично се злоупотребува европското знаме, бидејќи таква европска директива нема. Меѓутоа, пратениците тераат до крај, го усвојуваат тој закон. Пред неколку дена доаѓа европскиот амбасадор Гир кај мене и вели, ова е злоупотреба уште една во серија на европското знаме. Значи никој не спори дали е законот добар или лош. Вели не смее да биде злоупотребувано европското знаме. Ако сакаме да одиме во Европска унија, мораме пред да станеме членки да се однесуваме како прави европјани. Вели ова е на балкански начин, а во извештајот за вашиот прогрес во октомври што се објавува секоја година имаме серија критики зашто некои закони ги носиме на таков начин. Значи мора да има прецизна европска директива со број и датум кога е донесена. Во овој случај такво нешто нема. И затоа треба законот да оди во редовна процедура и да не трае само 2-3 дена целата расправа. Само тоа е. Значи не велиме дали е добар или лош законот као содржина, може да е одличен, меѓутоа велиме мора да се однесуваме како Европа, пред да бидеме Европа. За тебе како председател, како е добар или лош е? Значи ја не навлегувам во тоа. Ја ви викам, имам приметба писмено добиено од Европска унија дека се злоупотребува европско знаме и бидејќи јас сум легалист, за мене е најважна работа тоа да го нема. Се друго може кога ќе иде у редовна процедура ќе ги чуеме аргументите и на едните и на другите, и македонската јавност ќе ги чуе и ќе заклучиме што е најдобро за нашите граѓани. Вие како председател дали го поддржувате? Не навлегував ја воопшто во содржината, ви кажувам го вратив заради тоа што беше злоупотребено европското знаме и затоа имав писмено добиено од Европската комисија. Дали порано имавте некои други случаи, еве кај што се злоупотребува европското знаме, но вие го подпишате закон? Не. Значи има критики и има забелешки дека наводно тоа е направено за измените на кривичниот законник, меѓутоа таму постои јасна европска директива во делот на конфискација на имотот. Имаше реакција на ДУИ дека всушност ова е приказни за мали деца според реакцијата како што велат они. Што мислите вие? Јас не мислам дека писмен допис од Брисел до било кого тука во земја кандидат која преговара за членство во Европска унија може да се каже дека е приказна за мали деца. Според мене тоа е сериозно укажување кое не би смеело како однесување да го повторуваме понатаму. Со краток коментар за изјавата на Вучич дека Курти се меша во изборите внатрешни во Македонија. Па ја не би сакал да коментирам странски државници кои имаат веројатно своја нека домашна агенда, а коментираат друг странски државник. Во однос на, јас сум го кажувал тоа, и во мојот разговор сум го кажувал со господинот Курти во Приштина, која бев неодамна, значи, неговата поддршка на луѓе кои се македонски државјани овдека не е спорна. Овде не станува збор за странци кои ќе учествуваат на наши избори, бидејќи тоа е недозволено. Сите тие луѓе кои се споменуваат во медиумите како негови луѓе се државјани на Република Северна Македонија и имаат право да учествуваат на изборите. А политичка поддршка господинот Курти може да даде кому сака, бидејќи тоа со години наназад го прават партијата на европски социјалисти, на оние партии кои тие ги поддржуваат тука, странци, и Европската народна партија за десните партии во Македонија. Кандидирате пак за председател. Дали ќе гете поддршка од ДУИ после неподпишувањето на законот? Гле, во самото прашање имаш грешка. Законот го носат, го гласат 55 души. Од тие 55 души, комплетната пратеничка група на СДСМ гласа за. Значи треба да ме прашаш дали очекувам поддршки од СДСМ. Одлуката ќе биде донесена за околу 5 до 10 дена од сега. Благодарам.